Почитувани, пред неколку дена во јавноста беше обелоденето дека Организацијата на работодавачи подготвила предлог за измени на закон со кој што се создава законска можност газдите, односно собствениците, да можат да ги отпуштаат од работа работниците без претходно предупредување. 2 дена веќе по ова прашање молчи и владата, молчат и синдикатите. Сметаме дека треба да предупредиме во овој момент дека ова решение кое што го нуди Организацијата на работодавачи е штетно по работничките права кои што изминативе 7 години од владењето на ВМРО ДПМН постојано се кратат. Владата на премиерот Груевски изминативе 7 години направи драстични кратења на работничките права и јас само во овој момент ќе споменам неколку такви кратења на работничките права од долгата листа наускратени права. Тоа е намалување на периодот и тоа драстично намалување на периодот на паричен надоместок во случај на прогласување на технолошки вишок и тоа од 5 години на 18 месеци, укинување на заштитната одредба со која што на работодавачите им се оневозможуваше 1 година во случај на прогласување на технолошки вишок да можат да примат нов работник, ускратување на правото на приоритет на работниците при повторно вработување во случај кога се прогласени за технолошки вишок, намалување на процентот на исплата на боледување од 85% на 70%, намалување на основицата и заменската стапка за пресметка на пензиите, скратување на правото на скратено работно време на инвалидите на трудот, заострување на критериумите за остварување на право на инвалидска пензија, кратење на времетраењето на годишниот одмор, за свесното нерегулирање за прашањето за ноќна работа или популарно наречена трета смена. Значи, тоа е еден сет на права кои што се изминативе 6 години ускратени. Синдикатот за цело ова време молчи и нема намера да реагира, иако тоа се прави на грбот и на товар на работниците. Сега, дополнително се предлага да им се загрозат уште повеќе правата на работниците, со тоа што сега наместо владата тоа да го предложи, таа наоѓа нов субјект кој што во незино име ќе предложи вакво ускратување на правото, во овој случај е Организацијата на работодавачи, со кое што без предупредување, повторувам, може газдата, работодавачот да го отпушти работникот од работа. Социјалдемократскиот сојуз нема да допушти да се донесе ваков закон, кое што решение уште еднаш удира врз десеткуваните права на работниците. Во исто време, ја користиме оваа прилика да ги повикаме и синдикатите, да го кренат својот глас и да го кажат сопствениот став по ова прашање и да ги заштитат работничките права. Во исто време, ги повикуваме и сите оние фактори кои што одлучуваат или учествуваат во донесувањето на одлуките, да го оневозможат донесувањето на ваквото решение со кое што драстично, повторувам, се кратат уште еднаш работничките права. Благодарам. Да. Мислам дека ова е уште еден потез на владата преку Организацијата на работодавачи на уштреб на работничките права да се удоволи барање на работодавачите. Ова е многу штетно решение, особено во услови кога имаме поголема понудувачка на работна сила, а се помалку работни места. Сметам дека синдикатите треба да си застанат на она што треба да го сработат и еднаш веќе да се спротистават на ваквото драстично кршење на работничките права.